Во Прилеп вечерва започна мултимедијалниот фестивал насловен како Цело е кога се има 30, по повод 30 години независност на Македонија. Фестивалот е конципиран како серија од настани со кои што ќе се представи континуитетот и трајноста на современата македонска уметност, литература и култура и ќе се изврши реактуализација на културното наследство од 1945 до 80-тите години на минатиот век. Проектен менаџер на фестивалот е Звонко Димовски, а проектот е во продукција на Училиштето за театар Чин 4 сцена 5 од Прилеп. Фестивалот е концепиран со цел да промовира млади артисти, да има влијание на децентрализацијата на културата во Македонија и да го освежи културното живење на нашиот град, повторно допирајќи, ангажирајќи луѓе кои што се регионално со нас поврзани, обработувајќи теми од нашето културно наследство, односно како и многу настани кои што јас како проектен менаџер или театарот Чин 4 сцена 5 ги има организирано. Реактуализацијата на наследството е важен дел, бидејќи сметаме дека тоа овозможува континуитет во траењето на народниот идентитет и трансформација на термините кои што понекогаш можеби погрешно ги употребуваме како патриотизам и родолюбие. Фестивалот го отворија X-Square Dance колектив со танцовата представа Парадоксот на Диоген, работена по мотивите на истоимената драма на Томе Арсовски, а прилагодена на музиката на Тодор Скаловски. За прв пат се обидовме, јас и Бобан како кореографи и режисери на ова дело, да експериментираме малку со танц театарот, односно уклучивме и текст, па така ќе видите нешто се надевам малку поинакво на кое што публиката не е навикната и се надевам дека ќе биде интересно за нив да се проследи. Да. Само сакам да ги најавам нашите учесници. Како танчери се појавуваме јас Бован Русевски, Јована Зајкова, Дејан Битровски, Анастасија Данчевска, Јана Трајковска и Илина Костовска. Веднаш по овој спектакуларен настап следуваше концертна промоција на албумот Апокрив на Добрила Грашевска и Доријан Дуо. Вакви одблесоци и изблесоци на музика или на уметност најчесто остануваат на маргините. Меѓутоа, организаторот се потруди вечерва тоа што е на маргините, а кое што навистина е вредно, да го донесе и да го пренесе овдека. Всушност, не станува збор само за културен настан во Прилеп, туку Прилеп како културен момент во Македонија и во Европа. Како со помош на Звонко Димовски да се добива една културна точка на мапата на Европа, во која што се обележува Прилеп не само како град на тутунот или градот под марковите кули, туку и заживување на она што ја прави културата. А тоа е
сите манастири кои што на некој начин се подзаборавени, целокупната уметност, сите луѓе кои што придонесувале за развојот на градот, повторно да станат актуелни. Поради состојбата во државава со пандемијата на COVID-19, организаторите мораат да ги почитуваат сите новозададени протоколи за заштита од коронавирусот. Со оглед на тоа дека имаме нови моменти во однос на протоколите со тие сертификати кои што мора да бидат задолжителни при влез, ние ги спроведуваме во најдобар ред. Сите присутни посетители во салата се или со сертификат, или со една доза примена на вакцина, или пак со сертификат за прележан ковид не постар од 45 дена. Претходните важечки протоколи исто така се практикуваат, се држи дистанца, се носи маска на затворен простор и се надеваме дека ќе помине се во најдобар ред. Фестивалот ќе трае до 5 септември и тоа е единственото големо културно случување оваа година во Прилеп, а делот на станите ќе се одржат и во Крушево.